Втора тема во студио 1 која што ја разговараме денеска со соговорник е Државната комисија за спречување на корупција, која што речиси 3 месеци работи само со 2 членови. На таа тема, но и на многу други прашања ќе одговара Розета Трајан, генерален секретар во Антикорупцијска. Добар дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата. Првото прашање кое што самото се наметнува, а тоа е како функционира Антикорупцијска кога 3 месеци има само 2 членови внатре. Дали тоа значи дека воопшто не се одржуваат седници, воопшто не се прегледува работењето на функционерите кои што во моментов се во раководат со државата? Согласно законот, но и согласно деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупција во овој период, по оставките на 5 членови од 7 во Антикорупцијска, ние како институција, односно секретаријатот, само администрира. Тоа значи дека стручната и техничката работа секојдневно ја обработуваме, меѓутоа од 19 март кога се констатирани оставките до ден денес немаме одржани седници. Тоа значи дека не одлучуваме по предмети, не констатираме судирани интереси, не ги решаваме барањата кои што ни ги доставуваат за мислење институциите и така натаму. Може да заклучиме дека Антикорупцијска во моментов е нефункционална. Нефункционална во делот на решавање и одлучување. Функционална единствено во делот на администрирање. Антикорупцијска е често мета на критики од експертите кои што велат дека се занимава со несуштински работи, а бога ми не се сеќавам ни јас некој голем случај за корупција да излегол токму од Антикорупцијска, која што сепак треба да е на браникот на превенција од корупција, а глобалниот индекс на корупција Македонија ја сместува како последна земја во помеѓу последните земји од регионот. Кои се работите кои што треба да се поправат за ова институција, државна институција конечно да работи? Државната комисија за спречување на корупција како главно тело, кое што има превентивна улога во системот на борба со корупција, како што и самите кажавте во прашањето, е исправено низа години на многу критики. И да бидеме реални, објективни, оправдани критики. Тоа што на полето на корупција долго време не е направено многу, а и Државната комисија не е пропознава јавноста по некој популарен или случај кој што е издржан, нас како вработени во секретаријатот тоа ни представува мотив. Меѓутоа, од стручен аспект низ годиниве се превземени и се направени многу проекти кои што проекти даваат и низа на препораки. Во интерес на јавноста, но во интерес на тоа да бидеме честни и одговорни како секретаријат, сакам да истакнам дека во рамките на IPA Twinning проектот се направени конкретни препораки во делот на надминување или пак подобрување на работата на Државната комисија за спречување на корупција. Станува збор за проект кој што е помогнат од нашите пријатели од Европската унија, каде што странски експерти со помош на вработените од комисијата направија низа на препораки како да се надмине оваа ситуација. Тие препораки велат дека првенствено треба да биде сменет моделот на ова антикорупцијско тело, особено во делот на независност и во делот на изоставување на политичко влијание. Низ годините политиката си го направила своето. Ова што се случи неодамна само е резултат на долгогодишното политичко влијание кое што го има во Антикорупцијска. Новите модели, светските стандарди, меѓународните обврски кои што сме ги превзеле како држава упатуваат на тоа дека во Антикорупцијска треба да бидат луѓе, антикорупционери, кои што пред се ќе немаат проблем со нивниот личен интегритет. Луѓе кои што ќе бидат професионалци во областа на антикорупцијата. Тоа што значи? Дека кога бирате член за Антикорупцијска, тој член треба да го види целата јавност. Пред целата јавност да оправда зошто смета дека треба да се бори на полето со корупција. Исто така сакам да напоменам дека и препораките се однесуваат на тоа и дека Државната комисија треба да се зајакне во смисла на низини капацитети, како човечки ресурси, како опрема и така натаму.
Друг проект кој што е во тека исто така е поддржан од страна на Европската Унија и набавка на IT опрема, што нас како институција не вклучува во системот на интероперабилност. Тоа значи дека Државната комисија откако ќе настапат неопходните законски измени за кои што и Министерството за правда ги подготвува, работната група е фокусирана на изработка на нов закон за спречување на корупција и верувам дека овие препораки претходно кои што ги напоменав ќе ги имплементираат. Новата опрема која што ќе стигне и секако силните критериуми кои што ќе бидат за изборот на членови ќе помогнат во подобрување на состојбата. Кога зборуваме за корупција, кога зборуваме за тело кое што треба да биде регулатор, треба да знаеме дека главната цел на тоа тело е да превенира. Тоа е улогата на антикорупцијска. Да, меѓутоа, од вас во моментов слушнав, нема да кажам обвинување, туку посочување дека составот на антикорупцијска не работел доволно и затоа нема ни случаи кои што би се издвоиле во јавноста, нели, како познати, покренати токму од антикорупцијска. И ако се земе во предвид дека во моментов 3 месеци антикорупцијска е без комплетен состав, а меѓутоа претходно председатели, подпредседатели, членови се менува истите кои што беа и претходните 10-11 години. Токму во тие 10-11 години вие сте советник кај тогашниот премиер Никола Груевски во неговиот кабинет. Да. Јас сум државен службеник, тоест административен службеник. Работам во кабинетот, сега работам во Државната комисија за спречување на корупција. Секогаш во интерес на институциите, во интерес на граѓаните. Дали тоа може да се заклучи дека вие сте имале директен увид дека врз антикорупцијска се вршело некако вид на притисок? Мојата работа, мојот професионален ангажман бил исклучиво на моје интелектуално ниво. Во ред, не знам дали ќе се согласите со мене, меѓутоа има еден јас помеѓу декларативните заложби дека антикорупцијска треба да работи вака, треба да се донесат вакви решенија, треба да се донесат такви решенија, но во пракса како да продолжува се менуваат луѓето, но продолжува истата работа на антикорупцијска. Како експерт во оваа област, што треба да се направи? Кои реформи се неопходни за да имаме конечно еден столб кој што ќе превенира корупција во Македонија? Првенствено, треба да имаме антикорупцијско тело кој што ќе има силни, конкретни и прецизни надлежности. Антикорупцијска кој што ќе има состав, членови или, ако зависно кој модел биде предложен и кој ќе биде во Република Македонија, кој да биде, дали ќе бидеме агенција или ќе бидеме комисија, треба да бидат луѓе со интегритет, треба да бидат луѓе професионалци, треба да бидат луѓе кои што ќе бидат избрани по принципот на public hearing. Исто така, она што треба истакам да напоменам е тоа дека во делот на унапредувањето на законските норми и јазот во нивната имплементација е неблагодарно да кажете дека е само од еден фактор. А и предмалку напоменавте дека сум критична во однос на тоа дека немаме предмети. Не е тој мој личен став. Тоа се само факти кои што се содржани во низа последователни извештаи на Европската комисија, извештајот на експертот Прибе, како и други релевантни меѓународни организации. Во насока на подобрување на антикорупцијска, покрај политичката волја која што е потребна, антикорупцијска комисија ќе треба да сериозно се занимава во промоцијата и превенцијата, но исто така за екнување на личниот интегритет на избраните именувани лица, но и интегритетот на институциите. Следно нешто на кое што исто така фокус треба да биде ставен е и унапредување или пак заекнување на системот за спречување на судирни интереси. Сериозна контрола врз финансирањето на политичките партии, ефективно заживување на законот за укажувачи, а исто така и законот за лобирање. Оно што сакам да кажам, кога зборуваме за подобра антикорупцијска комисија, треба само да имаме волја, а и ние сите кои што сме вклучени во овој процес,
Треба доследно да ги почитуваме и веќе воспоставените меѓународни стандарди. За потребите на јавноста, но и за потребите на ова интервју, само ќе напоменам дека во 2012 година има востановено Джакарта принципи за антикорупцијски агенции или антикорупцијски тела. Сите тие упатуваат на работите кои што пред малку ги напоменав. Антикорупцијска треба да е таа која што ќе им ја врати на граѓаните довербата. Граѓаните ќе веруваат на комисијата, ќе пријавуваат, таа ќе постапува неселективно, непристасно, ќе работи објективно. Луѓето кои што ќе бидат во антикорупцијска, значи службениците на кои што јас припаѓам, ќе работат во нивен интерес, ќе бидат лица кои што ќе имаат компетенции, лица кои што ќе постојано ќе се надградуваат, но исто така ќе бидат и заштитени во смисла на влијанија поради превземање на действија од предмети кои што произлегуваат од нивната работа. Верувате ли во антикорупцијска без политичко влијание? И доследно ве слушав за членовите на антикорупцијска, меѓутоа од 7 члена 5 поднесо оставка, 2 не. Сузана Таскова Аџикотарева и Најдо Спасевски, кои што рекоа дека не се пронаоѓаат во извештајот на УЈП од минатата година за дејствувањата во 2016 година. Таскова Аџикотарева наплатила речиси 40.000 денари само за такси, за превоз до работа, а Најдо Спасевски за него нема ни евиденција за тоа на колку седници има присуствувано. Контролните механизми на така наречените независни антикорупцијски тела покажаа дека потврдија. Меѓутоа, тука има механизам. Да не заборавиме, лицата кои што ги споменавте се избрани и именувани од Собранието на Република Македонија преку Комисијата за избор и именување. Ама истите ќе продолжат да работат во Тоа е одговорот на ова прашање. Мислам дека најкоректно треба да се го одговори Собранието на Република Македонија. Јас како генерален секретар можам одговорно да ви тврдам дека ние како вработени доаѓаме секојдневно на работа и се трудиме во овој период кој што досега никогаш не се случил на антикорупцијска, да се ги обавиме најодговорно сите задачи и сите потреби кои што ги имаат институциите и граѓаните од нас. Редовно примаме анкетни листови, ги ажурираме, го ажурираме и регистарот, меѓутоа нема кој да постапува. До тука е нема нашата механизам за истражување на тие анкетни листови. Сакам да напоменам дека сегашниот закон и за спречување на корупција и за судирни интереси, но исто така и деловникот за работа на антикорупцијска се застарени. Повеќе од неопходна е потребата за нивна измена. Верувајте дека во овој период на 3 месеци да бидете само секретаријат и со 20 членови и да бидете нефункционален не е воопшто лесно. Меѓутоа, пак ќе повторам, тоа е само предизвик за сите нас, да не застанеме на патот во кој што веруваме дека има лица кои што работат, сакаат да работат во антикорупцијска и сакаат да се справат со корупцијата. Оставките кои беа поднесени од останатите 5 членови беше поради силниот притисок од јавноста по извештајот на УЈП, кој што вели дека на членовите на антикорупцијска им се исплаќале пари за патни трошоци. Дури има и членови кои што за време на седницата не биле во Македонија, биле во странство, а се водат како да биле присутни, па земале пари и за во странство и за овде, како членови на комисијата. Дел од експертите во имињата кои што ги критикува го впишаја и вашето, не знаејќи дали вие сте потписник на некој од тие налози. Розита Трајан, генерален секретар, е од септември месец 2016 година. Розита Трајан, како вработена во Државната комисија за спречување на корупција, одговорно ги извршувала сите работни задачи. Системот на ова комисиско постапување и одлучување е содржано во извештајот и во ревизијата се има нотирано. Препораките кои што беа нотирани во извештајот, за жал не беа усвоени на седница на комисијата, но тоа не значи дека ние немаме обврска во иднина да исправиме ситуацијата. Ајде, бидејќи сега имам прилика да ве прашам, вие веднаш ја прифативте поканата за во студио 1, тоа морам да го напоменам. Меѓутоа вашето име неколку дена е присутно во медиумите, особено вашата биографија која што ја интересира луѓето од каде доаѓате и што работите во моментов. Значи, вие во 2012 година сте
ангажирана со авторски договор во владата на Груевски, во 2015 година сте државен советник за правни прашања, за во 2016, како што сега рековте, да преминете во антикорупцијска. Меѓутоа, во истиот период во 2016 вршите уште една функција, тоа е член на управниот одбор на Македонска радиодифузија, која што потоа ја напуштате сама, по ваша проценка. Дали е прво етички и морално да сте на две функции во државата истовремено, и кои беа причините зашто го не пуштивте радиодифузија? Ви благодарам за прашањево и баш ми е драго што ми оставате простори да го објаснам се ова. Розита Трајан е вработена во владата на Република Македонија како доктор на науки на своји само 27 години. Доделената работа како службеник сум ја работала согласно своите познавања, но и потребите кои што како работни задачи ми биле доделувани. Во однос на членувањето во управен одбор, јас само сакам да потенцирам и да подвечам. Генерален секретар е административен службеник согласно новиот закон за административен службеник. Јас не сум ниту избрано, ниту именувано лице. Јас сум назначено лице. Јас сум административец кој што е вработен во секретаријатот, кој што го избрала комисијата од редот на вработените да биде како генерален секретар. Причината за оставка е моја лична одлука. Јас сакам секоја задача која што ќе ми биде доверена и дадена да ја се посветам максимално и да ја одработам најдобро што можам. Инаку во однос на моето професионално искуство имате заставено да напоменат дека Розита Трајан доаѓа од универзитетската фела како помлад асистент на само своји 23 години. За крај би ве прашал, која ви е амбицијата со оглед на тоа што антикорупцијска не работи 3 месеци, вие се појавувате постојано на конференции, тркалезни маси, активна сте со експертизата за тоа каква треба да биде антикорупцијска. Која е вашата амбиција? Што ќе се случува со тој браник? Моите појавувања представуваат поврска како човек кој што работи во Државната комисија за спречување на корупција, да го пренесе гласот на сите вработени во секретаријатот, но и сите наши заложби, целиот наш макотрпен труд и работа, кој што за жал низ годините никој не може ни да го види, ниту да го препознае. И верувам дека со новото законско решение, кој што ќе биде изготвено од страна на експертите, ние само ќе добиеме ветер во груп, што подобро и на што по професионален начин, како што и до сега, така и во иднина да си работиме својата работа. Сепак, администрацијата, иако е многу критикувана, ве уверувам дека има млади луѓе и луѓе со искуство кои што се долги години во антикорупцијска, кои што сакаат и знаат да помогнат на оваа држава во оваа сериозна област. Само сакам да потенцирам. Корупцијата не е само криминален, општествен, етички проблем. Корупцијата дури не само што влијае на владењето на правото, правната држава, исто така таа влијае и на безбедноста. Друга работа. Администрацијата во антикорупцијските тела или во регулаторите треба да биде главниот мотор. Не е работата едни ќе дојдат, други да заминат. Дали ќе биде Розета, дали ќе биде некој друг, тоа е сосема ирелевантно. Битно е тој човек кој што ќе биде поставен во хиерархијата во администрирањето да биде одговорен, чесен, посветен и да работи во интересот на државата, но и да има свој тим и да работи во интерес на своите вработени. Ние како медиум, еве јас како представник на новинарската фела, само ќе ви порачаме да што потранспарентни бидете во работата. Зборувам за цела антикорупцијска комисија и членовите и секретаријатот. Ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и, како што е практика, времето на Перонов, политички трилер, за вашето гостување во Студио 1 и се надеваме дека се гледаме повторно на некоја друга тема или слично. Ви благодарам многу. Државната комисија за спречување на корупција, сите вработени, кон медиумите, кон невладините, кон сите граѓански активисти гледаат кон своји пријатели и партнери. Вие сте тука да ни помагате, да ни коригирате, а ние заедно да работиме со вас. Ви благодарам уште еднаш. По кратката пауза се враќаме со останатите предвидени содржини за денешното издание